Господа не биде сам на земјата, сами сега владико подаја твојата рака од твоето доживеалиште, соедини ги твоите раби, зашто од тебе се соединуваат маж со жена, соедини ги во согласност венче ги да бидат едно тело, да им плод од утробата ловија добри чеда, зашто твоја власта, твое царството, силата и славата на Отецот, Синот, Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. 15 брачни двојки денес го кажаа судбоносното да пред Бога и стапија во црковен брак на церемонијата на групно венчавање во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Меѓу брачните двојки имаше и помлади и повозрасни, со различна должина на граѓанскиот брак, но заедничкото за нив е што имале цврста желба да се соединат пред црквата и Господ, ама од различни причини досега не биле во можност да го сторат. Чинот на групно венчавање го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф заедно со повеќе свештенослужители од Тетовското архиерейско наместништво. Денеска е најсветол ден во животот наш, зашто денеска се кронисавме ја и маж ми по 40 и нешто години во бракот. И со среќа нека не им е на свите, така и на нас. Зашто се одлучивте за групна венчавка? Па не дошло ред така да на време да се венчамо и имаше шанса сега за да се венчаме и зашто да не ги искористиме оваа убава шанса. Многу убав чин дочекавме на 70 години, скоро го очекувавме овој ден за да присуствуваме и ние на брачниот пат двајцата. Тоа. Фала ви многу и на вас и на сите што присуствуваат тука. Јас се осеќам како прави младожена сега, затоа што законски сум се венчал со мојата супруга. До сега сум бил со неја, а од сега уште повише останувам заедно со неја до крај на животот. Премногу е убаво, премногу. Возбудени сме, ова е еден чест, демек ние што не сме биле со свадба, со тие работи, церемонии, за да можеме и ние да се венчаме во црква. Во општина сме се венчани, ама толку години во брак сме, во црква не сме венчани. Ова беше прилика за да се венчаме. Колку години сте во 33 години во брак сме. Свадбата беше 2001. Тоа ли беше причината? Причината тоа не спречи да не можеме да се венчаме од тоа. За оние кои немале прилика да стапат во црковен брак, Тетовското архиерейско наместништво го реализираше ова групно венчавање, за да им излезе во пресред на сите заинтересирани брачни двојки, рече архиерейскиот наместник протоиерей Дарко Наумовски. Денеска во соборниот храм посветен на светите Кирил и Методи, со благослов на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, беше извршена светата тајна венчавање на 15 пара од Тетово. Сметаме дека беше потребна ваква една групна венчавка. Ова е трета поред која што се извршува во нашата епархија, откако е на чело на епархијата митрополитот Јосиф. И сметаме дека и во иднина вакви радости ќе има во поголем број. Паровите што се венча беа некои во повозрасни години, кои што од било кои причини во текот на нивниот живот не можеле или не успеале да се венчаат, па така на тој начин нашата епархија им излегува во пресред со ова венчавка. Господ нека им го зајакнува единството во нивните бракови, нека им подари уште многу радосни денови во текот на нивниот живот. Честито во име на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, им ја честитаме венчавката и им посакуваме се најубаво во животот. Да се воцрквуваат, да ги почитуваат правилата на црквата, да идат што поредовно во црквата, да присуствуваат и да бидат активни на светите богослужби и да ги користат и сите други свети тајни што ги дава самата света црква. Нека е за многу години овој чин венчавањето, групната венчавка што се изврши во Тетово.
Денешната беше трета поред групна венчавка со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Освен групна венчавка лани овој период во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово беше одржана и групна крштевка за возрастни верници кои поради различни причини немале можност да ја примат светата тајна крштение. Недостасуваат над 40% од учебниците во основното училиште Лирија во Тетово, кој е едно од најголемите во градот, со 1100 ученици. Поголемиот број од книгите ги немаа добиено основците од 5 до 9 одделение. Од раководството на училиштето тврдат дека досега официјално 3 пати побарале од Министерството за образование целосно да се достават книгите, но проблемот не бил решен. Сега дел од децата се позајмуваат со учебници или учат од стари оштетени книги, а некои ги фотокопираат. Своеволно, не со сила натерани од учителите, наставниците или од управата на училиштето да си фотокопират, но тие гледат дека навистина имаат потреба и самоволно ги фотокопираат. Семејства на ученици од други основни училишта од Тетовскиот регион говорат дека нивните деца и внуци по неполни 3 месеци од почетокот на учебната година не ги добиле сите книги. Јас сум од Пирок и живеам во Хрватска, на тука моите деца учат. Жалосно е што во нашето село се уште недостасуваат книги. Јас само сум информирал дека многу голем број од учебниците недостасува во кај албанските паралелки. Би требало тоа на почеток на школска година да се дели, а не да се дели во текот кој ќе заврши годината. Од Министерството за образование велат дека рокот од 5 години за книгите по предметна настава поминал оваа учебна година и овие учебници треба повторно да се испечатат. Но издавачката куќа не успела навреме да ја заврши работата, затоа што се работи за голема бројка на книги, истакна од Министерството. Оттаму веруваат дека печатењето е во тек и до крајот на месецов сите основци ќе бидат снабдени со потребната литература. Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ синоќ организираше концерт со богата културно-уметничка програма. На концертот кој содржа по повод 2 години од возобновувањето на друштвото, а освен домаќинот, со своји точки се представија културно-уметничките друштво Извор од Јагуновце, Врилац од Србија и Цветко Грбич од Штрпце, Косово. Своја изведба имаше и возрастна пејачка група. Јас сум Гоце Селјановски, председател на културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Вечерва публиката во оваа сала имаше можност да ужива во игрите и песните на нашите уметници, како нашите, така и гостинските. Ова беше најмасовен концерт. Имавме 2 друштва од надвор од наша држава и 2 друштва тука. Кут Цветко Грбич од Штрпце, Врелац од Ванска бања, Извор Јагуновци и нашето културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ. Како што веќе знаете, овој концерт беше посветен по повод 2 години од нашето возобнување. Имено уште пред 20 години кога згасна друштвото, како што кажав во својот говор и јас бев самиот член на тоа друштво, сите ние имавме една прикинена надежда дека тоа друштво ќе се рестартира. И работевме на тоа, али ете така, поминаа 20 години, се створија некако услови, некако ненадејни, ентузијасти и се го рестартиравме друштвото. Се вели изникнавме како феникс од пепелта и ја мислим дека понатака ќе редиме само успеси. Успеси за релативно краток период како што постоиме од возобнувањето, имаме настапувано 3 пати во Србија, во Вранска бања, еднаш во Штрпце, имаме гостувано низ Македонија, а се надеваме дека ќе одиме уште на повеќе места. Јас сум Сашо Костадиновски, уметнички раководител на културно-уметничкото друштво Кут Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Имавме една возрастна пејачка група од ТРЦ, каде што настапија, тоа се 3 возрастни жени, каде што освоивме второ место во Србија, во конкуренција од 15 земји за традиционално пење.
Кут Кирил Печиновик од ТРЦ број околу 70 членови кои настапуваат во драмската секција, фолклорната, игрорната и пеачката група, повозрастните членови на друштвото, задоволни што во него се зачленуваат се помлади лица. Јас сум Здравко Серафимовски, поданешен председател на културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Вечерва сум посебно возбуден и ми причинува огромно задоволство што се возобнови културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ, со кое што јас раководев пред 20 на години. Тоа што младите деца вечерва го покажа, представува олицетворение на нашиот богат културно-уметнички дух и овие деца причинуваат задоволство што и продолжуваат традициите на македонците од ова поднебје. Гостите од Србија и Косово задоволни од организацијата на концертот. Јас сум Мита Велјковиќ, иначе уметнички руководиоц Куда Цветко Грбиć и Штрпца. Ова е моје второ гостување и ми представува големо задоволство. Прекрасно се чувствувам, благодарам на поканата. Ужива во програмата, се надевам и публиката. Хвала на позиву, стварно бих тео да се захвалим. Јас сум Милан Костич из Врањске бање. Сакам да се заблагодарам на сите организатори, беше прекрасно. Ние ќе реваншираме и на 20 наредниот месец ќе правиме годишен концерт, па ги поканиме и културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Наш интерес треба да биде час поскоро да излеземе од една спирала на внатрешни конфронтации за да им помогнеме на тие кои не поддржуваат на Европскиот фронт да излезат со барање дека е неопходно Македонија да води преговори за да не се повторуваат други кризи во иднина, вели министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за Радио Слободна Европа. Мислам дека е точно дека имаме многу поголемо внимание кое е посветено на оценување на областите кои се клучни за членство во Европската Унија пред се владење на правото. Ова не е исклучок во однос на другите земји, доколку ги погледнете извештаите за сите останати земји, фокусот е токму на овие области. За нас најголемиот хендикеп и најголемото внимание е предизвикано од внатрешната политичка криза, која се надевам дека сме на пат да ја надминеме со примена на решенијата кои беа договорени помеѓу политичките партии. Мислам дека сега сме во фаза во која добивме после 6-7 година де факто повторна препорака од страна на Европската комисија, што е најбитниот елемент. И тука немате има ваква или има таква, туку имате или има или нема препорака. Прашањето кое треба да си го поставиме е колку реално може земја која добила прва препорака од 2009 година да остане на тој пат, покрај тоа што нити еден совет во изминати 6 години нема одлучено дека треба да се поддржи таквата одлука за почеток на преговори. Дали Македонија ќе беше во оваа ситуација? Доколку ние почневме преговори во 2009 година е легитимно прашање кое може да се го поставиме. Да, но овој пат во извештајот дел стана и содржините од прислушуваните разговори. Земени се предвид. Имаше информации дека биле прислушувани некои амбасадори. Имаше ли до вас некакви реакции, формални или неформални од амбасадори во Македонија? Имаше укажувања дека наводно оној кој ги поседувал таквите нелегално стекнати материјали ги споделил со определен број на дипломати.
Ова не би можеле да го третираме надвор од обврските кои произлегуваат од Виенската конвенција и за дипломатите и за Република Македонија, но во секој случај ова е многу пошироко досие од тоа за кое имаме правна рамка и за кое имаме институции кои треба да го истражат и да дојдат до заклучоци. Мислам дека е било крајно неблагодарно да се шпекулира на така чувствителна тема за која имаме дефинирана рамка во која треба да се надминува. Така, има информации дека некои влијателни земји членки на Европската Унија, до сега силни поддржувачи на Македонија, сега некако се воздржани или ајде дипломатски да речеме не се толкави ентузијасти за интеграцијата на Македонија во Унијата. Имаше такви шпекулации. Од она што го имаме добиено како разговор со сите земји во Европската Унија на различни нива, нема такво движење. Ниту една од земјите кои претходно се заложиле не смета дека Македонија не треба да води преговори, но факт е дека е многу потешко да се заложат за отпочнување на преговорите со Република Македонија во услови во кои ние имавме внатрешни политички проблеми. Ова ќе рече, наш интерес треба да биде час поскоро да излеземе од една спирала на внатрешни конфронтации, за да им помогнеме на тие кои не поддржуваат на Европскиот фронт да излезат со барања дека неопходно е Македонија да води преговори за да не се повторуваат други кризи во иднина. Успева ли македонската дипломатија да ги убеди дека е способна Македонија да излезе од политичката криза, да стабилизира состојбата на политички план? Јас мислам дека во многу наврати сме покажале дека сме многу пожилави и многу покадарни од тоа што се очекувало. Македонија постојано била држена во некаква заложничка позиција, пред се поради блокадите кои ни биле наметнати во евроатлантските интеграцијски процеси, а дури и пред тоа. И во секоја од овие ситуации, колку и да било високо нивото на загриженост, Македонија излегувала, мислам, за степен посилна од тоа што била претходно. Мислам дека и во овој случај можеме да очекуваме таков развој. Во понеделник на 16 ноември ќе се прослави празникот пренесување на моштите на светиот великомаченик Георги Победоносец, Ѓурѓиц, во манастирскиот комплекс Свети великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица. Иницијативниот црковен одбор и кумовите определени за празникот ги покануваат сите православни христијани во 11 часот да присуствуваат на мал водосвет, како и режење на кумските колачи. Исто така, традиционално ќе биде принесена братско-сестринска трпеза на љубовта, организирана од годинешните кумови. На 16 ноември се празнува преносот на моштите на Свети Георги од Никомидија во градот Лида Палестинска, каде што пострада во времето на царот Диоклицијан. Пред смртта Свети Георги го замоли својот слуга да го земе неговото мртво тело и да го пренесе во Палестина, од каде што беше родум и мајка му и каде што имаше голем имот, кој им го раздаде на сиромасите. Слугата така и направи. Во времето на царот Константин во Лида побожните христијани му изградија на Свети Георги прекрасен храм и при осветувањето на храмот во него ги пренесоа моштите на светителот и таму го закопаа. Од чудотворните мошти на Свети великомаченик Георги се случија големи чуда. Денес имавме сончево време со умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 0 до 9 степени, а дневната од 13 до 19 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена локална облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од -2 до 7 степени, а дневната од 16 до 22 степени.